Берово за време на новогодишните празници ќе биде украсено со нови украси. Како што рече градоначалникот Звонко Пекевски, поради немањето можност и блокираната сметка предходните години, Берово како туристичко место годинава ќе ги замени старите дотрајани украси и светилки со нови, а за таа цел општината од буџетот ќе издвои 200.000 денари. Општината согласно план за бавки донесен во 2020 година на почетокот има предвидено средства за прв пат после 5 години да одвои средства за намена за украсување, бидејќи тогашните новогодишни украси веќе се дотраени, тие се амортизира за неколку години и годинава цениме дека како туристичко место треба да извршиме украсување заради тоа што е годината навистина тешка и од економски и од здравствен аспект, меѓутоа заради тоа што годините наназад ние воопшто прво не бевме во можност заради самата блокада на општината да трошиме средства за таа намена, ги обслужувавме само оние обврски кои реално можеше во тој период да бидат сервисирани. Сега сме во малку подобра состојба, барем на почетокот на годината. Тој план за финансиски е одобрен од Советот на општината. Средствата се предвидени во 200.000 денари во однос на буџетот кој сега изнесува негде околу 80 милиони денари. Мислам дека се сума која секако во овие услови и не треба да биде користена, меѓутоа ценам дека сепак се средства кои ќе бидат наменски искористени. Сепак, беровчани не се согласуваат со оваа одлука на општината. Велат дека во време на пандемија, овие средства можат да се искористат за други работи кои се многу поважни од украсувањето на градскиот плоштад. Кај е пандемија, значи кај нема социјални дружби и тие работи, ние имаме многу проекти на кои треба да се парите да се сечат. Значи, многу. Во дело на инфраструктурата се многу, во дело на комуналната инфраструктура исто така многу. Така да, моје мислење е дека треба парите да идат таму. А украси, јелки и такива работи, има време. Не е проблем. Може да се импровизира со стари со такви работи. На крај крајева секој има дома нешто ако не може да донира во таа насока ако иска општината да направи некоја таква акција. Има многу начини кога се размислува, али по мене треба парите да се прво трошат разумно и таму дека треба, а не дека не треба. Па, спрема сегашната ситуација, мислам дека би било по-добро да се пренаменат. Знаете, тука е короната, присутна, вирусот, и тие средства би било многу по-добро да се пренасочат во тој смисол. Јас мислам дека во сегашната ситуација луѓето се гледате повлечени, малце депримирани, уплашени и колку ќе има ефект во тој смисол да се украси. Дали ќе се постигне ефектот и треба некој да тоа да го користи за свое задоволство. Ако нема посетеност и излезеност на луѓето, значи задоволство нема. Значи парите ќе бидат потрошени, према мене, да речем, непотребно. Не сум баш размислувала, ама може и за нешто друго, што не инфраструктура и економија и се ни многу слабо. Не мора баш толку за украсување, посебно сега со ковидот, што нема нераздвиженост. Мислам дека може да се пренаменат, според мен. Оно да, убаво е, ама дај се друго средено, да, нормално дека е убаво да изгледа град. Ама сега баш, овај момент на оваа криза и со ковидот, баш не. Пошто има други работи кои се мислат дадената ситуација са по средствата може да се наменат по-наменски. Имаме деца да се в дом без родители, на кои сигурно не има се кача треба и може да се наменат за нив средства. Друго, фудбалскиот клуб Малеш гледам настапува доста сериозно. Дел од средствата може да и наменат за нив, наместо да их нема туристите што ќе си доат, они ќе доат по кампове, по тие работи, мислат и нема да им игра ништо него дали Берово ќе украсен или нема да украсен. И не само Берово, мислат и секаде така треба. Па мислам дека таа е голема сума за украсување. Сега во оваа ситуација знаеме сите добро со коронавирусот, мислам дека средствата треба да се пренаменат во, да речеме, во фондот за здравство. Па да речеме, овие средства може да се пренаменат и за други работи, еве да речеме, јас сум голем фан на фудбалот. Може да се пренаменат за ОФК Малеш. Гледаме дека добро им оди оваа сезона. Да им посакаме се најдобро и на нив да бидат прво место да влеземе во втора лига. Иако некои од соседните општини донесоа одлука украсувањето да го остават за некои подобри времиња и средствата да ги пренаменат за справување со ковид пандемијата, Пекевски додаде дека општината годинава издвоила највисока ставка на средства за превенција од корона кризата.
А што се однесува до превенцијата од ковид, ние како општина годинава имаме највисока ставка на средства потрошени за пари кон граѓаните. Практично ставката за социјални трансфери и програмата за социјална заштита годинава е 80% реализирана во однос на сите претходни години. Што се однесува пак до соседната општина Пехчево, средствата за новогодишното украсување ќе бидат пренаменети во домот за деца без родители и домот за деца со посебни потреби, како и дел во градинката 7 септември во Пехчево. Освен украсувањето, оваа година сите настани, концерти и прослави за новогодишните празници на градскиот плоштад во Берово се откажани.